се надевам дека револуцијата се случува, се надевам дека ќе биде успешна револуцијата во секој случај. Точно така, октомври, месец на револуцијата, затоа одлучивме дека така ќе се вика конференцијата, GameDev Rev, и револуција и рев во компјутерски јазик, во програмерски јазик, значи еден завршеток, една завршена револуција. Така што се надам дека овој тип на оваа конференција ќе донесе нови гледања, нови погледи, нови можности во однос на и компаниите према Game Development, и државата према Game Development, и општо луѓето кои што работат во приватниот сектор према развивањето на игри. Шата конференцијата е забележува вашата радост во вашите очи. Какви се вашите очекувања од овој ден? Прво да преживееме, да, барем јас да преживеам. Мислам дека многу битни и многу важни луѓе од светската сцена за развивање на игри се присутни тука. Дојдени се од Јапонија, од Америка, Шпанија, Франција, Италија, мислам цела Европа, цел Балкан. Има многу студија кои што се дојдени што изложуваат во Indie Corner, кои што се од локалните земји, што мене многу ме радува, значи луѓето сфатиле дека важни луѓе од надвор од Македонија, односно надвор од Европа доаѓаат и практично можат да се представат тука и да добијат бенефит од тоа, да бидат видени, да добијат некој изложувач, паблишер, и практично они дошле и се изложиле на една конференција која што е надвор од нивните граници. Може ли да ми објасните на нас, лаиците, што значи оваа конференција? Значи, геймингот се дели на неколку гранки. Едната гранка е гейминг, односно играње, нели сите што играме ние, другата гранка е еспорт, нели тоа се надпреварите, а третата гранка е баш ова, на тоа е производството, бизнис делот на развивањето на игри, односно на правењето игри практично. Ова е Game Development е една целосен склоп на повеќе различни професии, од програмирање преку уметност, преку арт, преку цртање, 3D моделирање, музика, саунд, компонирање, не знам, режија, motion capturing и така натаму и така натаму. Така што практично сите еден куп гранки се сплотени во една целина. Како еден двигател за оваа индустрија овде кај нас, вие лично. Фала. Како карактеризира периодот, дали сметате дека веќе имаме некаков раст? Многу плоден период, можам да кажем, во последните две, а да речем и последната една година. Официјално станавме членка, тоа е многу битна работа, забори да кажем, станавме членка на Европската федерација за развивање на игри, што е многу голем чекор во оваа наша практично бранша. Тоа значи отворени канали према Европа, отворени канали према локалните студија. Ќе може конечно да почнеме да се жалиме за тоа што практично ни фали од регион во PlayStation регион, во Nintendo до еден куп други легислативи. Сега ќе имаме каде да се пожалиме за они да им се жалат на нив, они многу сакаат да им се жалат на Европскиот парламент. Така што веќе имаме еден чекор поблиску до решавање на тие проблеми кои што можеби делуваат незначени за луѓето кои што не се во оваа индустрија, кои што не се запознати, но и како се важни и битни во однос на сите тие што се засегнати од ова. Имаме ли точно бројка колку видео студија имаме? Во Македонија има повеќе од 25-6-7 студија. Ако ги ставиме тука и соло девелоперите, кои што ние викаме дека се студио човек, практично добиваме некоја така фина бројка од 30 на студија, во која што работат околу, мислам дека 300-350, можеби и 400 професионалци, што е добра бројка, но се уште не е доволно регулирана таа бројка за тоа малку да се освести практично за таа бројка да се зголемува дополнително. Како ќе добро до младите? Младите можеме многу полесно да добреме отколку кај возрастните. MGI веќе 13-та година го прави Global Game Jam, тоа е маратон 48 часовен во правење на игри. Практично секој последен викенд во јануари се собираат преку 200 млади луѓе, студенти и ученици и креираат игри. И таму сликата да видите е феноменална. Тоа е едно собиралиште на млади креативни умови кои што творат. Дополнително имаме соработка со локалните заедници во Србија, во Косово, Албанија, Бугарија, сите тие
Ги имаме тука повеќе фондации типот на Western Balkans фонд кој што се финансира, Reconomy кој што практично со нив и со Српската гейминг асоциација направивме еден портал кој што се вика Shift to Games, каде што секој човек на македонски јазик може да ги најде сите можни професии кои се потребни во гейминг, сите можни алатки кои што може да ги користи, дури до таму да има и тестови како би изгледало првото интервју за работа за некоја од тие професии. shift2games.com практично може да ви даде првиот чекор во индустријата за развивање на игри. Па да ќе речам заради тоа што еден од има повеќе, ама еден од спикерите тука Илари Кутинен има направено Returnal на PlayStation, тоа ми е една од омилените игри кои што може да се помнете сега. Да. Тоа е суперстар, мислам, тоа е на ниво на не знам Спилберг во филмска индустрија да ни дојде во Скопје, во МНТ, во Македонија, во гейминг. Во моментов кој сум повеќе или општо? Двете. Мислам дека јас имам најдено совршен спој помеѓу метафизиката и практичност. Во театарот, во програмирањето и во игрите 1+1 е секогаш 2. Во театарот доколку 1 и 1 е 2 станува досаден и никогаш не е 2. Така што едното со друго ми се подржуваат. Hello, I'm Kei Hiroki. I'm an executive producer at Natsume Atari. I'm here from Japan to give a keynote speech. I'm very honored to be in the event. I've served the video game industry for over 30 years now. It is my first time here in Macedonia. As I said, I'm very honored to participate in this event. Game Dev Rev is the first game conference for Macedonia, and we are very pleased to be a part of it on the very first event. Until I met Syndex, a Macedonian game studio, I have never heard of a Macedonian game before. Како ви се допаѓа Скопје? Како ви се допаѓа Македонија? How do you like Skopje and Macedonia? It's a very beautiful country, and I find that the engineers here are very capable of working in the video game industry. Јас сум Марко Штрба, директор сум компанија OX Limited. Тоа е инди студио кој веќе 4 години развија мобилни игре. Уедно сум и члан Српske асоцијација видеоигара и дошao сам овде у Скопје код вас, кој е прелепо, да подржим цел овај догаѓај испред Macedonian Gaming Industry. И многу ми е драго да сам прошao кроз овај Indie Zone и да видим да има многу талента кои развија јако лепе и квалитетне игрице. И надам се да ќе тоа biti još više u budućnosti. To naš game studio je pretežno iz Crvenke, to je jedno mesto kraj Novog Sada, ima nas i u Novom Sadu i oko Beograda isto tako. A ukupno nas ima 12 trenutno, tako da smo svuda raštrkani online. Preko naše Srpske asocijacije smo isto uvezani i u Evropi, ali smatram da to nije toliko bitno koliko je bitno da taj core asocijacija koja u toj našoj native državi da je ona zdrava i da je tu dobro uvezana i da se tu upravo pravi priča, pre svega za nove talente i da se omogući novim talentima nova edukacija o tome kako raditi sa izdavačkim kućama, kako pristupiti projektima i to je ono što je nama značilo najviše u početku, gde smo mi kao neko ko je nov na sceni upravo preko asocijacija imali priliku da radimo, da dobijemo mnogo jako bitnih informacija bez kojih ne bi mogli toliko dobro da iznesemo naše projekte. Do sad za nas imamo 10 projekata koje smo izbacili i sada aktivno još radimo na nekom co-developmentu sa studijima iz Los Angelesa. Tu sad razvijamo privatno projekte za njih. Što se tiče makedonskih videoigara, čuo sam za njih preko Indium Playa i tako. Nažalost nisam imao prilike da ih proigram, ali sada verujem da ću sad u Indie Zoni da odvojim malo vremena. Sad sam samo pogledao sve, ali morat ću naravno i da sednem da proigram. Da li ste prvi put u Makedonija? Da. Kako vi se dopaѓa? Uspjavate nešto da vidite? Odlično je. Juče sam došao. Pre svega, Makedonci ako nešto znaju da urade, znaju da te ugoste. Od momenta kad sam izašao iz aviona, dočekao me prevoz, hotel, sve je savršeno, centar je prelep. Juče smo bili na večeri za spikere, koja je isto bila savršena, jako se dobro jelo, vaši specijaliteti su vrhunski.
Tako da iskreno mi je prelepo i sve ove statue i kameni most i muzeji za koji se nadam da ću da posjetim. Stvarno je sve prelepo. Јас сум Наум Михајловски, извршен директор на Furious Avocado, студио за развој на игри, лоцирано во Скопје, Македонија, кој има постигнат огромен светски успех. Со една од нашите игри имаме остварено преку 200 милиони симнувања на Google Play и App Store. Станува збор за Tie-Dye. Тоа е игра, симулација во која претежно женската публика игра како дизајнер на облека која се бои преку tie-dye методот. Тренд кој беше многу популарен изминативе години, тренд кој датира уште од хипи движењето од 70-тите години. Па ова е огромен чекор и исчекор да се вклопиме во светските трендови и мислам дека ќе биде многу голема иницијална каписла за развој на индустријата, за поттикнување на младите и едноставно за подигање на свеста за што значи game development и ова како индустријска гранка која многу е развиена во регионот, кај нас е запоставена, така да мислам да ова е од монументално значење што се случува денес. Многу споро се развива индустријата кај нас. За разлика од околните држави, Србија особено која земеме како регион, мислам дека сме многу назад. И како развој како индустрија и на поле на едукација, значи продукција на кадар и се што оди околу пропратно индустријава, многу се движиме полека, но работиве еве добиваат еден многу позитивен тек со се што се случува и сега значи, еве оваа конференција пак ќе реитерирам дека е од големо значење за да почнеме да се движиме во вистинска насока и да фатиме приклучок. Мислам дека ќе има голем бенефит за сите и за студија као нас што се етаблирани веќе, но и за оние кои допрва да доаѓаат, кај што им треба и совет, и поддршка, и насока, така да мислам дека за сите ова од голема корист. Која е вашата омилена видеоигра? Моја? Па повеќе се, ама еве, World of Warcraft. Јас сум Софија Шахпаска, уметник, 3D уметник, концепт артист, илустратор кој што се бави со 3D принтање на скулптури и нивното рачно боење. Јас ги изработувам од почеток до крај, ги 3D моделирам, ги спремам за принтање, ги склопувам и ги бојам. Според потребите на нарачателот, тие може да бидат рачно боени или од повеќе филаменти склопени заедно. Јас тука сум дојдена да се промовирам како самостоен уметник, меѓу другото да ги покажам моите способности, дека тука и во Македонија може да се најде квалитет и да бидам повидлива за широката јавност. Бидејќи како уметници најчесто многу сме изолирани во свој свет и мора да одиме по вакви настани да се покажеме едноставно тоа што го твориме во свое време, бидејќи иначе освен социјалните мрежи нема да се види што ние уствари изработуваме. Јас уште од многу мали години сум обожавител на видеоигри, на јапонска анимација пред се и од секогаш сакав да изработувам свои фигури, бидејќи многу од серијалите кои што бев обожавител нема нивен мрч застапеност у Македонија и оттаму ми беше идејата зошто јас со својата уметност не правам фен-арт од тие серијали кои што е дозволено да се прави. Како ви интересно публиката? Дали сакаат да купуваат вакви? Сакаат да купуваат вакви работи, дали се тоа мали применливи додатоци како привезоци, подметачи, еве како на пример во раката што држам, држачи. Има интерес, некои за помали додатоци, некои за фигури, поголеми, подетални, како што има тука изложено. Јас сакам да одговорам на секоја потреба и желба, затоа сум тука. Елена Бојаджиева, дел од организацијскиот тим кој што работи на GameDevRef конференцијата. Колку се жените застапени во видеоигрите и во видеоиндустријата? Тоа е навистина интересно прашање кое што и нас долго време не мачеше, да кажам, така што навистина се обидува да навлезат затоа што сепак постоеше таа стигма дека е машка индустрија. Па токму заради тоа го работиме проектот Game Divas,
кој што ги опфаќа земјите на Западен Балкан со цел да ги поддржиме сите жени и девојки кои што живеат во нашиот регион, за да можат да се мрежат и за да се поддржат една со друга, да разменуваат идеи и искуства, да соработуваат во индустријата за видеоигри. Имавме два големи настани, првиот беше во Тирана, вториот беше во Белград, меѓутоа најголемиот настан е токму денес, тука на конференцијата со еден панел каде што имаме представници од сите 6 земји на Западен Балкан, со цел да ги споделат нивните искуства, секој доаѓајќи од својата држава да раскаже каква е ситуацијата кај нив. Нешто што се надеваме во иднина е дека ова ќе го продолжиме да го работиме како проект, значи да се прошири многу подлабоко, можеби да ги запознаеме и нашите основни школи, средни школи со сето тоа, така што се надеваме дека буквално креативните индустрии, индустријата за видеоигри ќе влезат и во училниците на сите ученици во Македонија. Како нешто што е завршен дел од проектот е платформа, еден Discord канал каде што они ќе можат да се мрежат и да ја продолжат нивната соработка, и тоа го оставаме во еден вид на наследство и долгорочна стратегија за проектот. Забележуваме овде млади дами претежно. Значи ли тоа дека има интерес на младите генерации, извинувам се како факција на женската популација, дали има интерес за тоа не да играат игри, да прават игри? Апсолутно, да, апсолутно. Бидејќи правењето на игра опфаќа два сегменти. Еден е естетскиот, артистичкиот, уметничкиот дел и другиот е техничкиот дел. Мислам дека жените навистина многу допринесуваат во тој уметничкиот аспект. Меѓутоа во регионов имаме и одлични примери на женски продуценти во индустријата за видеоигри, особено во Србија, да кажеме, така што мислам дека во тие два сектори најдобро се снаоѓаат. Која е вашата омилена игра? Во моментов сум на Duolingo.